Том Соер и Хаклбери Фин, според романот на Марк Твен. Том Соер беше пргаво и интелигентно момче. Неговите родители умреа кога беше многу мал, па тој отиде да живее со тетка му Поли во едно село покрај реката Мисисипи. Едно утро, додека се шеташе по селскиот пат, го сретна својот најдобар другар, Хаклбери Фин. Момчето од секогаш имаше необични идеи, а овој пат побара од Том да го придржува на гробиштата на полноќ. Том не сакаше да излезе плашливец, па рече: "Се распира, ќе дојдам." Таа ноќ тој го чекаше договорениот знак за да се спушти долу низ прозорецот од својата соба. Нешто подоцна, двете момчиња талкаа низ високата трева на гробиштата, кога одеднаш слушнаа гласови и видоа пламен како се ниша во воздухот. "Мислиш дека ова се духовите на умрените Хак?" праша Том, чувствувајќи се како крвта во вените да му се заледува од страв. "Не, тоа се само луѓе, а она е фенер," му одговори Хак. Двајцата другари клекнаа зад едни грмушки и ги препознаа Џо индијанецот, Мав Потер и младиот лекар Робинсон. Тие откупуваа гроб за да ги украдат скапоценностите во ковчегот. Во еден миг, поради нешто што започна жестока тепачка помеѓу тројцата мажи, Џо му се закани на лекарот со тупаница, а овој се обиде да го удри него со лопатата. Тетеревајќи се и нишајќи се како да е пијан, Мав го удри Робинсон, кој му врати така што го наукотираше со тупаница. На крајот, Џо го избоде лекарот одзади со нож на својот пријател и потоа ја стави рачката од ножот во раката на Потер, да изгледа како тој да го сторил тоа. Малку подоцна, Мав се освести и кога го виде Робинсон мртов, извика исплашен: "Господе, што се случило?" Без да му трепне око, Џо му одговори: "Сето ова е твое дело." Кога го слушна тоа, Мав беше избезумен и го молеше да не каже никому за тоа. Вџашен од она што го видоа Том и Хак, отрчаа дома без да бидат забележани од двајцата луѓе. Следниот ден, целото село беше вознемирено поради убиството на лекарот. И бидејќи сите докази упатуваа на Потер, во очите на сите тој беше убиецот. Целото село дојде на судењето, вклучувајќи ги и двете момчиња. Меѓутоа, кога судијата удри со чеканчето, објавувајќи: "Го прогласувам Мав Потер за виновен", Том реши дека беше негова должност да се вмеша, па скокна на нозе извикувајќи: "Чесен суде, јас видов што се случи." Потоа, нагласувајќи го шепотот на притусните, момчето расказа што се случило таа ноќ на гробиштата и што направи Џо индијанецот. Иако беше познато по своите палаваштини, момчето изгледаше толку исплашено што никој не се сомневаше во неговите зборови. И така, кутриот Потер беше ослободен со многу извинување, а Џо го заседе неговото место во затворот. Том и Хак пак се вратија на своите безгрижни игри. Времето минуваше и едно утро, откако беше неправедно укорен од тетка Поли, Том одлучи да не оди на училиште. Наместо тоа, тој се упати во дивината, решен веќе никогаш да не се врати назад. По тој пат, тој ги сретна своите другари Хак и Џо Харпер и им рече: "Не можам веќе да ги поднесам правилата на возрастните. Никој не ме цени во ова село, па знаете што? Веќе нема очите да ми ги видат. Ке станам пират. Сакате да ми се придружите?" "Секако," му одговорија двајцата другари без да се колебаат. И така, трите момчиња стигнаа до брегот на реката Мисисипи. Се качија на едно бродче и веслаа се додека не стигнаа до еден мал, ненаселен остров. "Ова ќе биде нашето дувло," извика Том весело. Остатокот од денот го поминаа истражувајќи го островот, играјќи си криенка и плискајќи се во водата. Многу се забавуваа, а вечерта запалија логорски оган, ги испекоа рибите кои ги уловија и на крајот заспаа под едрото на бродот, кое сега го пренаменија во шатор. Следното утро, уште взори беа разбудени од цврцокот на птиците и од писокот на еден параброд. "Ако сме пирати, мора да го нападнеме оној брод," рече Џо, но никој од нив не се осмелуваше на такво нешто.
Ние ќе бидеме добри пирати кои не крадат, рече Том. А и онака нема што да се украде на оној параброд. Тоа е спасувачка експедиција, забележа Хак. Сигурно некој се удавил. Кој би можел да биде? Се разбира, па тие не бараат нас, извика Том. Потоа си ги замислија своите семејства и пријателите уплакани. На крајот на краиштата, тие секако не сакаат. И така, следниот ден, тие си заминаа од островот и на брзина се упатија кон своите домови. Кога влекоа во селото, го слушнаа црквеното звоно како звони, објавувајќи нечија смрт. Тоа беше нивниот погреб. Замислете го изненадувањето кај сите кога трите момчиња влетаа во црквата. Солзите од тага се претворија во солзи од радост и по 1000 прегратки и бакнежи Том, Хак и Џо ветија дека веќе никогаш нема да бегаат од дома.